и минатата недела, и оваа недела, и мислам и следната недела, повикуван сум на рочишта секој работен ден, без исклучок. Секој работен ден, минатата недела, оваа недела и следната недела. Тоа е во директна спротивност на начелата на судот во Страсбург и е во директна спротивност на Конвенцијата за човекови права, член 6, да не се даде можност за подготовка на оние кои што се овинети. Нас не држат тука најчесто и по цели денови, како што веројатно ќе биде и денеска, и немаме никаква можност да се подготвиме. Исто така ми се оневозможува моето учество во парламентот. Значи не сум повикуван еднаш или два пати во неделата, па да речеме другите 2 или 3 дена да можам да работам она што е моја работа во парламентот, туку секој ден, што веројатно секој ден сум во судот наместо во парламентот, без да ми се овозможи дури еден ден да присуствувам како пратеник во парламентот, што веројатно е една од основните цели на овој политички процес, да не можам да бидам во парламентот, да не можам да бидам активен политички, туку секој ден да бидам по цел ден, по цел работен ден, многу често и вон работното време, како што очигледно ќе биде денеска, да бидам во судот и да бидам спречен да ги обавувам моите политички активности за кои што сум избран. Ете, тоа се вака 3 еклатантни примери кои што укажуваат на уште еднаш укажуваат и покажуваат на еден класичен политички процес наместо еден нормален правен процес кој што можеше да го има Република Македонија за сето ова, ако воопшто и требаше да го има, имајќи во обзир дека во случаите нема никакви сторени дела.